почитувани, аферата со уништување на инсулин покажува дека се фатени живи во сомнеш за постоење на криминал. Документите несомнено покажуваат дека уништен е инсулин со валиден рок на траење. А сето ова отвара простор за кривично гонење од основното јавно обвинителство. Аргументите на Министерството за здравство се лажни и неуверливи. Јавно ги повикуваме да го објават датумот кога уништениот инсулин е набавен. Ако се знае дека нема инсулин со рок на траење поголем од 2 години, а уништениот имал рок на траење уште 6 месеци, јасно е дека инсулинот е набавен во време на оваа власт. Дополнително, Министерството за здравство нема никакво образложение за причините зошто тој инсулин го прогласува за сомнителен. Напротив, ова е известување на Агенцијата за лекови и медицински средства, Малмед, од октомври 2017 година, што покажува дека направена е анализа на инсулинот, при што констатирала дека инсулинот е во одлична состојба и не се најдени никакви недостатоци. Го повикувам Венко Филипче да каже кога е произведен инсулинот кој што беше уништен, а беше со рок до 6, односно 7 месец 2020 година. Ова известување на агенцијата покажува дека Венко Филипче лаже кога тврди дека порано е набавуван инсулин со сомнителен квалитет. Ова е непобитен доказ дека е уништен здрав инсулин. Ова отвара сомнеш дека владата и Филипче уништиле здрав инсулин за да има нов тендер каде добитник ќе биде компанија блиска до власта. Филипче треба кривично да одговара за овој скандал. Ви благодарам на вниманието. Имате ли прашања? Дали ќе реагирате до надлежните институции до јавното обвинителство? Јавното обвинителство би требало да реагира согласно нивните обврски, да реагира по допрен глас, да реагира по се што е укажано ВМРО ДПМН досега неколку пати го има посочено јавното обвинителство како место каде што се закочува правото и правдата и се отвара сомнеш за правната држава во оваа земја. Злоупотреба на службена должност не е само да се сработи нешто, туку и непостапување исто така е кршење на службената должност во јавното обвинителство. Чекаме одговор од Венко Филипче, а чекаме и реакција од јавното обвинителство да го испита случајот. Имате ли друго прашање?